накусо за мојот дел од оваа публикација, анализата која што е насловена "Уставните измени во медиумите и на социјалните мрежи, силна поларизација и омраза, слаба онлайн модерација и малку истражувања, медиумски истражувања и представки до саморегулаторните тела". Во оваа анализа се обидов преку ставовите и перцепциите и наодите на неколку професионални медиумски организации да извлечам тези во однос на две прашања. Оценка за известувањето на медиумите во земјава поврзано со уставните измени и темата за содржините поврзани со предложените уставни измени на страниците на македонските медиуми на социјалните мрежи, каде што се забележуваат бројни коментари со говор на омраза, повици на насилство и така натаму, но не гледаме дека има соодветна модерација, која што е етичка обврска и според кодексот и според насоките во кои што се разработени точките од кодексот, насоки за онлайн медиумите во земјава. Ги прашавме организациите Сдруженијата на новинари на Македонија, Советот за етика во медиумите во Македонија, Институтот Ресис и Фондацијата Метаморфозис да ни кажат нивни ставови по овие прашања. Нема да ги образлагам сега детално, бидејќи ги имате во публикацијата, само ќе се осврнам на заклучоците кои што произлегуваат од ова што е напишано во анализата, е дека преовладува впечатокот дека јавната дебата за уставните измени е мощно поларизирана, а во тоа придонесуваат и дел од медиумите, при што тоа е највидливо кај оние медиуми што се блиски до политичките опции кои што се спротиставени по ова прашање и се рефлектира најмногу на социјалните мрежи. Оваа поларизација по ова прашање е само дел од битката за речиси сите теми, која што се случува главно и се наметнува од политичките актери, а се рефлектира преку медиумите. Како што да подсетиме дека како што укажа и Репортери без граници во последниот извештај за земјава, политичката поларизација се засилува преку паралелните медиумски системи создадени од најголемите партии на власти во опозиција. А за влошување на медиумските состојби придонесуваат и економските притисоци врз медиумите, како и социјалните мрежи кои генерално го фаворизираат ширењето на дезинформации, што во комбинација со ниските професионални стандарди резултира со пад на јавната доверба во медиумите и засилување на нападите врз медиумите и новинарите. Ова е констатација на Репортери без граници. За да се адресираат овие комплексни проблеми, очигледно е дека се потребни повеќе напори и многу напори од сите актери, и во политиката, и во институциите, и во медиумите, како и соработка и во граѓанскиот сектор, и потребна е посуштинска соработка во добра волја помеѓу овие актери, што за жал моментално недостасува. Како индикативно би го истакнал тоа што за медиумското известување за уставните измени, како што укажаа ЗНМ и СЕМ, има малку представки до нивните саморегулаторни тела, што покажува дека засегнатите страни ги користат малку саморегулаторните механизми за да ги адресираат можните етички прекршувања за оваа тема. Освен тоа, видливо е дека недостасуваат и посеопфатни, квантитативни и квалитативни истражувања за известувањето на медиумите за оваа важна тема. Таа е предмет на врвен интерес на јавноста веќе подолго време. А дел од организациите со кои контактиравме ни посочија дека немаат попрецизни истражувања насочени кон оваа тема, па затоа и се воздржаа од одговори за оценување на квалитетот на известување на медиумите за уставните измени. Може би причина за ова е недостатокот на средства, имено знаеме дека државата веќе подолго време, со години, не дава поддршка за истражувачки проекти на научно-образовните установи. Ова е еден хроничен проблем со кој што треба да се соочиме, но прашањата поврзани со преговорите на земјава за членство во Европската Унија, вклучувајќи го и ова прашање за уставните измени, кое влија и на поддршката на Европската Унија во земјава,
а и на поларизацијата, засилувањето на дезинформациите и говорот на омраза заслужува посериозен третман и од аспект на медиумски истражувања. Може би средства за вакви зафати, ако нема државата, треба да се очекуваат и да се бараат од меѓународните фондови, од фондовите на ЕУ, вклучувајќи ги оние за прекугранична соработка, бидејќи прашањето на говорот на омраза е посебно поглавје во протоколот од вториот состанок на заедничката меѓувладина комисија со Бугарија, во кој двете држави се обврзуваат дека ќе преземат ефикасни мерки за превенирање на недобронамерна пропаганда од страна на институции и агенции и ќе обесхрабруваат активности на приватни субјекти насочени кон поттикнување на насилство, омраза или други слични активности кои би наштетиле на нивните односи. Ова е формулација од протоколот кај што има посебно поглавје за говорот на омраза. Во одговорите исто така се соочува согласност на експертите дека голем дел од медиумите не ги почитуваат насоките за етичко известување кои упатуваат на одговорност и за содржината на коментарите на нивните појави, односно нивните страници на социјалните мрежи. И што треба да прават медиумите, да ги според овие етички насоки кои што ги прифатиле самите, се заложиле дека ќе ги почитуваат, да отстрануваат коментари кои содржат говор на омраза, дискриминација, повици на насилство или повици за други кривични дела, закани, други облици на загрозување на правата и безбедноста на поединци, групи, институции, без оглед дали се директно или индиректно поврзани со објавениот текст или темата што се обработува. Дел од медиумите се правдаат дека немаат ресурси за тоа, немаат луѓе, немаат доволно модератори, немаат доволно пари да ги платат, но од позитивни примери кај дел од медиумите, меѓу кои има и такви кои што немаат многу ресурси во нивните редакции, гледаме дека модерацијата е возможна. Тргнувајќи од тоа што ние го правиме во Институтот за медиуми и аналитика, погледајте ги содржините кои што ги објавуваме на социјалната мрежа Facebook, таму коментар не може да остане долго време, најмногу за 24 часа ги бришеме коментарите кои што содржат експлицитен говор на омраза и повици на насилство. Така се однесуваат мал дел од медиумите, за жал кај нас. Во однос на говорот на омраза, медиумските организации постојано укажуваат дека за негово минимизирање и сузбивање е потребно конзистентно действување и координиран одговор од надлежните институции, од Министерството за внатрешни работи и од обвинителството пред се. Години наназад, за жал, во земјава преовладува една култура на неказнивост. Може би се чини дека таа слика малку се менува во последно време, но ситуацијата на терен и во реалниот свет и во тој виртуалниот, вклучувајќи ја и жестоко поларизираната дебата за уставните измени, укажува на потребата од далеку поголеми институционални напори во оваа насока. Секако во оваа насока важна е и улогата на медиумите, кои треба да се вклучат поактивно во оваа битка, во справувањето со овој негативен говор на омраза, бидејќи истражувања од светски релевантни организации. Ова не е само наша болка, туку на светско ниво. Дезинформациите, говорот на омраза и ваквите негативни појави, како што покажуваат истражувања на Reuters институтот од Универзитетот на Оксфорд, влијаат на бегство на публиката од етаблираните медиуми. Луѓето не се чувствуваат добро да се постојано под притисок на вакви негативни содржини кои што создаваат поларизација, дел од нив ја губат довербата во медиумите и бегаат на други простори барајќи алтернативни извори на информирање, што е огромна опасност, бидејќи тие алтернативни извори на информирање најчесто ги ја дезинформираат и манипулираат публиката. Затоа и мојот апел до редакциите кои што претендираат да бидат сериозни и професионални. Ова е ваша битка. Ако избега публиката, се руши економскиот модел на редакциите, ќе почнат да се затвораат медиуми. Многу им е лесно на тие кои што се човек, два портал, да седнат и за 10 минути да напишат некаква дезинформација или содржина со говор на омраза. Не треба да биде улога само на граѓански сектори, на што ја знам, факт-чекинг организации да се борат со дезинформација и говор на омраза.
да ја едуцираат публиката. Тоа е улога на медиумите. Воопшто. И доколку публиката се повеќе потпаѓа под вакви манипулации, сериозните медиуми ќе изгубат публиката и ќе се загрози нивниот опстанок. Затоа апелирам повторно да се вклучат во оваа битка против дезинформациите и говорот на омраза.